Со реализирање на проекти од областа на заштитата на културното наследство, музеологијата, како и капитални инвестиции, Завод и музеј Струмица ја заокружи досега најуспешната година. Како што изјави директорот Зоран Рујак, оваа година беа реализирани многу проекти, кои се од големо значење за историјата. Дел од капиталните проекти во 2016 година се обновувањето на стариот театар и обновување на неколку фасади, меѓу кои и старата Струмичка чаршија. Да, вака, ова беше една од поуспешните години на Завод и музеј Струмица. Реализиравме многу проекти од областа на заштита на културно наследство, доста проекти и од областа на музеологијата, некои се уште во тек, најверојатно ќе ги префрлиме наредната година. Меѓутоа, еве да споменам дека имавме и некои инвестиции капитални, како што е театарот во Струмица, значи стариот театар кој што се гради. Оваа година беа преземени активности и во делот на археолошките истражувања, и тоа на Црвено поле во општина Ново село. При овие истражувања беа откриени значајни археолошки артефакти, се појавија сосема нови објекти, огромна населба од римскиот период и беше завршен еден дел од истражувањето на средновековната црква во подножјето на Цареви кули. И натаму се вршат интензивни истражувања, кои ќе продолжат и во 2017 година. Оваа година се осовременува и постојаната поставка во музејот со одобрение и поддршка на Министерството за култура. Оно што исто така битно да се каже дека оваа година почнавме и со еден капитален проект на владата, тоа е возновување на поставката на Завод и музеј Струмица. И овде градежните работи се речиси целосно завршени, набавени се витрини нови, во кои што ќе биде изложен богатото културно наследство од Струмица и Струмичко. И што е битно, во моментов течат оние процедури околу графичкиот дизајн кој што ќе биде внатре во витрините. Дел од проектите на кои работи музејот ќе продолжат со реализација и во текот на 2017 година, бидејќи, како што истакна директорот, допрва ќе се истражуваат археолошките наоѓалишта кои бараат време и посебно внимание. Рујак изјави и дека просториите на музејот им се секогаш достапни на младите уметници, за изложби или промоции на книги и монографии без никаков надоместок, бидејќи тие секогаш се трудат да им излезат во пресрет на младите.